На минута пред 10 часот ве поздравувам сите вас кои што останавте на програмата на Канал 5 и верувам така ќе биде се до 11 часот. Се разбира уште едно потсетување кој со нас е ова утре во студиото. Наташа Бабулова Ангелеска, Вера Николик и Бранко Атанасов се нашите денешни гости. Бранко, ќе продолжиме онаму каде што застанавме во првиот дел, некако помалку простор ти дадовме тебе за зборување. Покрај Арториум те гледаме и на сцената на Драмски театар во представата Кафе скај кокони. Ликот на Саломе ти донесе и награда. Па што за тебе значи ова признание? Па едно од најважните признанија и награди до сега, иако ете сум млад актер. Да. Кафе скај кокони ја играме веќе на репертоарот повеќе од 2 години. Сега на 2 октомври ќе имаме повторно, да. Така што поканети сте, ве очекуваме. Навистина една многу значајна награда, бидејќи како млад актер се уште нели пробуваш се, ова беше навистина еден ветер во грб кој што само едноставно ми покажа дека сум на вистинскиот пат. Сакам да те прашам што се случува во македонскиот театар генерално, колку се дава шанса на млади актери, колку имаме дипломирани невработени актери? Па не бројка да не кажеш, него што се случува на терен. Да, имаме многу невработени актери и јас сум еден од нив. И иницијативата и за овој мој театар дојде и заради тоа. Да. Баш заради таа голема невработеност. За жал, секоја година има се повеќе и повеќе, нели, излегуваат нови актери, нови колеги, а местата, за жал, слободни не постојат. Така што јас еве сега и во Арториум практикувам тоа да се невработени актери, млади актери кои што може да си покажат што знаат, што умеат, да им се даде шанса, бидејќи некогаш не може да чекаме на другите, мораме и самите да си ги правиме работите. Да, жал ми е што го слушам ова, иако очекував одговор дека навистина се дава шанса и се вработуваат млади актери, но еве кој ти ја даде тебе најголемата шанса во твојата кариера до сега? Па, самиот на себе би можел да си кажам дека секако овде си блиските луѓе кои што секогаш верувале во мене и туркале, нели, секој си има свој горни и долни граници, амплитуди, така што блиските луѓе како поддршка. Да, она што го зборувавме и во првиот дел. Семејството колку е важно во секоја ситуација, нели, поддршката од семејството. Да, секогаш била присутна. Така што важно е вербата да не напушти и мислам дека можеме се. Ако веруваме и ако многу го сакаме. И јас верувам дека ќе исплива на површина сето она кое што го работиш, го правиш и го создаваш и одлучуваш да останеш во Македонија. Не знам дали некојаш ти се пружила шанса да излезеш од тука? Да, ми се пружила. Очигледно не си ја прифатил? Па, имав можност неодамна да работам нешто слично надвор. Но накратко, штом си тука. Да, така што јас си сакам и да си творам овде, на наш македонски јазик, така што ако има секако прилика, доаѓам, се враќам, не е никако. Сакаш да останеш тука и се надевам дека така ќе биде и во иднина и дека некој ќе го препознае твојот талент и уште многу поголеми проекти ќе те очекуваат во иднина. Вера, сакам да продолжиме со вас. Имавме прашање од гледач во делот кај Роберт за социјалната помош. Да, за висината на социјалната помош. За висината, така е, дали ќе се зголеми, не знам, можеби вие имате некоја по-конкретна информација на темата. Конкретна информација на темата немам, затоа што тоа си одлука на владата, значи по предлог на министерството може да се зголеми, зависи нели колку е буџетот. Меѓутоа, она што сакам да го кажам, ја слушав гледачката внимателно и жената апсолутно е во право. Вие немате теоретска можност да живеете, таа живее сама, колку што разбрав дека е со нарушена здравствена состојба, вие може да замислите што е 5000. Тоа, да не кажам, да не го вулгаризирам сега, за леп нема само ниту лековите не може да се лековите, леп не може да си купите само. Така. Така да во почетокот со оглед дека јас можев за овие 27 години колку што работев во центарот да следам првите 10 нели како економист, да следам како се движеше кога луѓето останува масовно без работа, со висината на социјалната помош беше малте неколку што им беше платата. И они вика супер, ќе си седам дома, ќе ми доаѓа плата. После почнуваше да се скратува, да еден период дојде некаде околу се не ме фаќате за збор. 4200, јас буквално ви кажам. Буквално тие луѓе исклучително тешко живеат. И мислам и пак ќе се вратам на тоа моето. Не е препознаена
маката на тие луѓе и маката на народот и за висината. Нели кога нешто се поткачи, висината на социјалната помош, ако се повеќе членови од семејството, па тоа доаѓа можеби 12-15 не го знам точниот износ и не е небитно, не може да живеете со тие пари. Значи апсолутно ни со тоа, така да и треба навистина да се размислува и да се прави една разлика. Кои се работоспособни, на тие луѓе да им најдете вие работа, да можат тие сами да се екзистират, а остатокот од луѓето овие навистина што се не мора да се сами, што се болни, што се немокни, неспособни за работа, вие навистина да им дадете едни елементарни зборувам. Не нормални услови да имат за живот, елементарни. Да. Така да апсолутно не. Дали има покачување, тоа е веќе нешто што навистина не знам. Да, не е во ваш дом. Али гледајќи како се движат состојбите во државата, нешто не верам дека нешто ќе им се покачи. Не очекувате големи Да. И ако се покачи, тоа нема ништо нема да значи. Нас како пензионери ќе ни се покачи ледарка. Да. И не сакам да дискутирам на таа тема. Да. Ви благодарам сепак за одговорот. Наташа, едно прашање и до вас пред да почнеме со вашите фотографии. Што би сакале луѓето да разберат подобро за животот на еден онколошки пациент? Што сакам, прво би рекла дека најбитно е да имаат поддршка од најблиските. Значи, самата фамилија треба да свати ништо поминува еден онколошки пациент, а тука и општеството. Луѓето, другите луѓе, околината, општеството. Да, што би треба? Добро. Еден човек кој што примил хемотерапија никогаш нема да биде тоа што бил пред тоа. Никогаш. Се појавуваат нуспојави, тие појави, значи здравствени нарушувања на самиот организм остануваат па може и 10 години од кога ќе заврши таа хемотерапија. Втора работа која што треба да се знае дека колку повеќе ја будиме свеста и јавно се излегува, не само јас, значи има многу луѓе кои што се носат со оваа дијагноза, не е битно дали е на дојка, бројките се, можам да кажам, извинете на изразот, ненормални во моментов. Да. Тоа е страшно на на тој број на население во Македонија, колку ние имаме заболени. Значи, нека почесто доаѓаат на сите тие семинари, конгреси кои што ги правиме, кои што сме поканети, јавно одат на социјалните мрежи. Кога ќе ги посетувате, ќе знаете што треба да правите како превенција. Ако сте веќе онколошки пациент, ќе научите нешто од тие предавања кои што докторите се присутни. Јас секогаш морам да кажам дека ние сме таа една екипа од, не знам, 15-тина жени кои што стварно се бориме и си ја даваме поддршката и ја даваме поддршката на сите останати на кои што тоа им е потребно. И тоа е тоа што можам да го кажам. Да, ви благодарам. Почнуваме или продолжуваме со вашите фотографии, да видиме што ни подготвивте вие. Ги гледаме фотографиите на Наташа. Да, еве мојата најголема поддршка. Ја имам инаку и синче кој сега има веќе 9 години. Ова е последно сега во јули месец кога бевме во Софија на концертот на Guns N' Roses. И тоа беше едно стварно преубаво искуство. Тамара слуша рок, ги обожаваше и на нејзина иницијатива се отиде на тој концерт и искрено ви кажам ќе остане во едно многу големо и убаво сеќавање. Верувам. Да ја поздравиме Тамара, само јас да кажам, имав прилика да и предавам актерска игра една година. Навистина едно многу паметно девојче, многу добро девојче, која што сега позади камерите разговаравме. Си го прави тоа што си го сака и многу ми е мило, така што навистина голем поздрав до Тамара и браво за неј. Благодарам. Ова е една од моите клиентки, значи модел кој што сум го изработила. Во принцип, моите клиенти праќаат модели кои што ќе ги видат фотографии. Да. Сакам ваков. Да. Сега ние имаме еден мал проблем во нашата држава, ние немаме доволно избор на материјали и они го гледат тоа што ќе го видат на слика. Да. Ова е најбитниот момент. Да, овдека на оваа фотографија ќе се задржа малку повеќе. Розов пикник појадок Хема Онко со партнерство оваа година со Medicus Help.
и многу голема благодарност до Medicus Help кои што оваа година не поддржуваат во секој поглед. Еве самата порака си кажува силни сме кога сме заедно. Да си ги поздравам, тука е Ана, Тереза, Лиде, Милица, Анжелика и има уште неколку. 4.10.2025 во 10.30 на школка. Значи ќе има убава, богата програма, едукација, ќе имаме музичка програма, споделување на искуства, доктори, ќе имаме детско катче. Да, богата програма. Да, стварно ќе биде богата програма. Поддржана од Medicus Help, Hema Onco, стоиме секојаш тука, еве нека запомнат, врти оваа фотографија ни социјалните мрежи. Еве нека ја запомнат, нека го запомнат датумот 4.10.2025 во 10.30 се чекаме на школка, да видите како овие жени се борат и како овие жени знаат да рушат некои бариери во оваа општество. Тоа би рекла. Да, баш убаво кажавте. Ова е од конгресот оваа година во Босна. Искрено втора година одам на тој конгрес, благодарење на Hema Onco, Милица, Лиде. Тие се едни посебни, тука се собираме, значи цел бивша Југославија, од Србија, Словенија, Црна Гора, се некој да не е Босна, Херцеговина. Босанките за мене имаат некое посебно, не знам, место во мојата срце и душа. Тоа се некако едни посебни жени кои што имаат таква некоја енергија. Лани кога беа на едно ниво, оваа година се на многу повисоко ниво, имаат доста поддршка, се изборија да имаат поддршка од самата држава и од власта. И еве сега баш видов вчера имале трка, тоа беше во Сарајево, мислам за месец октомври, розев месец, и беше мислам толку посетено, страшна работа, секој МЧС. Да, браво. Одиме со следната. Ова е мојата сестра, таа исто е мојата втора половина во мојот живот. Ова е моментот кога јас ја избричав главата. И она од нас ме слика и ми ја пушти на социјалните мрежи, ја тогаш изреагирав као дебе дала мораше ли, она вика за да знаат жените дека си храбри да бидеш поддршка на другите жени, затоа што она е таа што го изгуби својот сопруг на само 30 години. И веќе 13 години се самохран родител и мислам дека крши секоја бариера која што и застанува пред пат. Браво. И секојаш е тука за мене. Еве повторно Тамара, тука мама веќе кога почна да ја расте после хемотерапиите косата. Како да кажам, едно посебно дете кое што посакувам секој родител да го има. Знае, значи, да се соочува и покрај тоа што еве и сега во средно училиште има предизвици и бариери од одредени професори, ама знае да се носи со тоа и е многу своја и знае да се бори за секоја ситуација. Тоа е дефинитивно. Браво. Ова исто дел, ова кој имаат сработено моите 10 раце, тогаш беа, не знам, околу 100 пачки за едно балетско студио. Ако не е проблем да кажам, тоа е за Лебед. Инаку имам работено за доста хип-хоп студија, тука се Брекале и каква, ги поздравувам сите. Тука е Латино, тука е Латино, Стефи, исто сега ќе треба да работиме еден нов проект. Еве сестра ми, која благодарење на незе ми дозволи, мислам, го финансираше моето патување, бевме заедно во Ерусалим на 8-дневно поклоновачко патување. Браво. Искрено ви кажам, го посетивме Витлеем, го посетивме гробот на Исус Христос, го посетивме гробот и таму кај што се родила мајка Тереза. Мислам, едно такво патување, ако некојаш ми се пружи прилика, повторно би отишла, тоа е еден посебна држава, еден посебен Сум била и на други места, сум била и во Тумане, значи Острог не сум била, али Ерусалим мислам дека го постигнав. Ова е во Рим, во познатата фонтана. Така, така. Ова е мојот сопруг. Тоа е за мојот 45-ти роден ден, кога се мислев што да направам, дали да направам некоја журка, затоа што или патување. И најдов некои ефтини карти, тој не ни знаеше, ја ги купив картите и само му реков мојот роден ден го славиме во Рим. Браво, па нема поубаво. Да.
Ова е Андријана за последниот спот која шиевме. Значи Андријана Петрушевска е мој клиент веќе 7 години, она секогаш ќе кажам покрај Тамара, она е мојата втора керка. И ние имаме многу интересна соработка, работиме навечер до утринските часови и тоа све на брзина се склопуваат некои модели затоа што таков е незиниот динамичен живот. Нема време. Да, нема време, а ние мораме да најдеме. Мислам дека имаме уште една од неа. Да, ова тука во исто во вашето студио во Џикарпет. Ето, мислам така го склопивме на креација е ваша. Да, да, е моја креација. И да, тоа е нешто, значи, таа работата е таа кој што мене уствари ме води сите овие години. Стварно сум премногу исполнета и сум среќна што го работам ова. Ова е мојата другарка, ја имам 3. Ќе поздравам, ова е другарка ми Мимоза, која што, верувајте ми, секојдневно, некојаш може и 2 пати, која примав хемотерапија доаѓаше пред оди на работа и која ќе се врати од работа. Тука е другарка ми Павлина, која што морам јавно да исто да си ја поздравам, која што ме крева од мртвите кога ја паѓам, она ме масира. И тука е комшивкава Мартина, која што исто секојаш моја десна рака. Браво, одлично. Браво за нив. Навистина, поддршката е секогаш значајна. Ви благодарам и вам за фотографиите споделени. Одиме со фотографиите на Бранко. Хајде да видиме. Да видиме тој што подготви за вас. Само еден момент. Да. Со најсладката почнуваме. Да, па нели некоја требаше од семејството слика, ова е сестра ми и мислам дека најдобро си го прикажувам и нашиот однос, кој што до ден денес е вака јарк и турбулентен, да речам. Така си ги менуваме улогите. Голем поздрав до Неизе. Таа е помала од тебе? Помала од мене 1 година, Ружица. Ова ми е една од помилените наши фотографии, која што се уште е закачена кај баба ми стои. Така што ова е веќе ова е нешто посериозно. Да, ова е од серијата Преспав. Така е. Во 6-та сезона. Познат кадар. Да, познат кадар, да, точно. Со Јелена Јованова заедно. Ова е веќе приватно патување во Берлин, мојот омилен град, на кој што радо му се враќам секој пат. Баш си ти за во Берлин. Мислам, не дека Скопје лошо ти стои, ама Берлин како втора опција, да. Ова е исто во Холандија ми се чини, да? Да, мислам така, да. Ова јас ја извадив да се пофалам, добро. Затоа се збунет, добро. Да. Ова е во Маврово, во црквата, која што тоне ми се чини дека. Аха, добро. Таму е сликано пред неколку години. Дури сум ги заборавила овие фотографии, убаво се потсетила. Да. Мала ретроспектива. Да. Еве повторно од да. Интересира какви се Јелена и Васил за соработка? Колку научи од нив? Многу добри колеги, искрено едно од моите најдобри снимања. Баш во однос на колеги, толку позитивни, толку една убава енергија беше до ден денес, ете уште паметам и ги зборувам. Навистина верувам несебично споделувале знаења, совети и трикови за да бидеш уште подобар. Да. Имав тој снимачки ден кој што беше навистина интензивен, ама бевме заедно и навистина многу убаво искуство и голем поздрав и до нив. Ова е веќе, како што напоменав пред малку, имав можност во Берлин да работам на еден проект, на еден истражувачки театар, по ова е слика од таму. Berlin Scene Lab беше целата иницијатива, истражувачки театар каде што глумци од целиот свет претежно се собираат и како и глумци така и режисери и драматурзи кои што успеваат да склопат во неколку дена една представа и во неколку дена, браво. Да, во неколку дена и берлинската публика таму имаше прилика да го види, да посведочи на сето тоа. Навистина еден многу интересен круг и едно многу ова е публиката каде што се одржуваше. Да. Многу интересно искуство, да, бидејќи ние сме навикнати овде, нели, се знаеме, малку сме,
Ама кога ќе имаш прилика да работиш со колеги од други држави, со други култури, Да. навистина е едно посебно искуство и многу благодарен што баш ми се случиете неудобно. Ова е веќе Това ми е многу интересна ликот на фотографија. Саломе, да. На 2 октомври може да го гледате во Драмски Го театар. репризират. Да. Баш Точно. убаво, да. Така е. Добро. Имаме, мислам, уште нешто. Ето го. Ова е Мачерот во чизми, нашиот постер, најавата за премиерата на 11 октомври во 11 часот во Public Room. Да. За тие кои што не нагледаа во првиот дел, уште едно потсетување. Така е, да. Уште нешто приватно. Исто приватна фотографија во некој клуб во Берлин. Ако па добро да те видиме во повеќе изданија, не само на сцена. Да. Ова е Ето. исто од еден јавен настан во Eastgate Mall. За 1 април ми се чини овде требаше да сум Хари Потер, ама јас би рекол братот на Хари Потер ме овде. Но барем си се потрудил. Да, барем се си се потрудил. потрудил. Ова е и Да. не, предпоследно се извинувам. Ова е исто слика од детска представа, новогодишна детска представа. Некако најмногу ти стојат можеби детските представи или можеби во оваа фаза Да. од животот. Понатаму Па да, еве сериозиш малку. неколку години веќе активно ги работам. Практично од кога завршив факултет, почнав со детски представи, навистина ми се голема пасија, уживање, работејќи со деца и за деца, така што ете, насоката некако сама натаму си тргна. Сама си дојде. Да, Бранко, ти благодарам и на тебе за фотографиите. Одиме со фотографиите на Вера. Пративте навистина доста фотографии, беше тешко да се издвои, но да погледнеме. Епа, тоа беше некако на брзина, нели, дека бе поцат од државата. Одлични ви се фотографиите, да, повели. Овдека сме на еден турнир, јас како дете сум порасната во Јорче. И примерно, кога растете вие во населба во мало, сите сте некако многу активни. Значи, спортот беше цел живот присутен во мојот живот. Во 2 година гимназија Јосип Брус беше гимназијата наша збратимена со гимназијата Николај Балческо во Крајова. И тогаш ние бевме таму и беа некои представници од атлетскиот клуб работнички, посетени регрутираа, така да кажам, и од тогаш почнав активно да се занимавам со атлетика. Ова е атлетски митинг Лазо Милошевски. На прво место тогаш освоив сребрен медал. Браво. На прво место е Јелица Павличи, значи за постарите генерации се сеќава, државна рекордерка на ниво на поранешна Југославија. Така многу преубав период во мојот живот со спортот, значи ова сум на јуниорското првенство на Македонија, освојам прво место на 100 метри. Браво. Така бев 5 Кој би години рекол? член, 5 години член бев на атлетската репрезентација на Македонија, само тоа беше некако поинаку затоа што бевме во состав на Југославија. Тогаш и настапуваме на тоа ниво. Инаку сум настапувала на универзијади во Пула и во Охрид. Ова е слика со моите две ќерки, Кристина и Александра, во Париз сме. Александра студираше на филозофски факултет одсека преведување, толкување француски и англиски и престојуваше во Париз повеќе месеци во семестро, да. 9 месеци ние тоа што Кристина решивме да ја посетиме, така да едни преубави 10 дена затоа што ние имавме водич од прва рака. Значи се што требаше да видиме во Париз, не баш се, ама многу работи. Си ги погледнаме од прва рака, не прошета, мислам, со Кристина, она престојуваше во семејството, јас и Кристина бевме во некој хостел. Од сабајле од 7 кога ќе станеме, ноќе до 12. Тоа било шетање. Полна агенда. Да, апсолутно. А ова е пак слика, ова е на подготовки во Дојран со атлетската репрезентација на Македонија. Тука се вака најдобро да ги видам на сликите. Тука е меѓу нас и Вера Велјановска, која што беше државна рекордерка и најдобра спринтерка Македонија што било кога ја имала. Тука е Насер Ејуб, мојот после клубски колега од другиот атлетски клуб Скопје, Божурка Гјошевска ја гледам. Чекај, Сонја Ангеловска е тука, на мојот тренер, мислам дека сега нешто е почина Ташко Благое. И така другите две се веројатно некој друг град од Македонија. Па добро, одамна. Да, прилично одамна. Тука сум со мама и тато, за жал починати ми се родителите, и тука сме ние на матка. Значи, јас во Ѓорче живеам цел живот, 64-та година, и матка омилено место на целото наше семејство, на целото.
И ова ми е, па да кажем, омилена фотографија со моите родители. А инаку да кажам, деца вака малку подпорасна и носно барат некој друштво, да им носите некој другарчиња се. Кога ќе речеме одиме на матка, нема коментар. Доаѓаат и одат. Александра исто е венчана во матка, Елена е крстена, внуката ни, керката низина е крстена во матка, така да навистина сме емотивно врзани. Баш убаво. А и сум пораснала таму. Нова фотографија е мојот сопруг со двете внуки, Варвара и Елена. Многу ја сакам оваа фотографија и еден преубав спомен за тоа што јас пред 2 години за жал сопругот почина. Да, го загубив. Трагично, да. Почина, меѓутоа ова ми е омилена фотографија. Ова е детската градинка во Ѓорче. Еве супер, ако гледа градоначалникот. Да не спомнуваме сега политика, значи ја срушија градинката и она остана со години ваква, отворена, место како за некоја депонија се, а нама децата си доаѓаат и си играат тука. И тука е мојот сопруг со внуките. Овдека сме повторно, овдека сме во Версај. Ние бевме во јули месец во Франција и тоа е преубаво, тоа е толку цвеќе има секаде во Франција, во сите и во Луксембуршката градина има, и во Алберкан градината, секаде има. Ова сме во Версај и ова ми е една од омилените фотографии со моите керки, преубаво, мислам, немам коментар. И тогаш Александра вика, мамо, ќе одиме во сабота, зашто во сабота пуштаат вода. Версај се соочува, немаат они доволно вода и не секогаш е пуштано, имаше и музика пуштано и вода. Овдека сум јас, пак некој ќе рече кој би рекол. Ние сме 2 сестри, 2 керки, татко ми беше машинодреар, алатничар, мислам, мајстор си беше во животот. Ја добар дел од своето детство и младост, јас си го поминав на машини. На машини, татко ми имаше еден систем на воспитување, ако сакаш пари, бујрум, ќе си работиш ова и ќе ти плати. Тој систем го имавме, така да, оваа фотографија и сакав да кажам, тој е дел од мојот живот. Ова е со другарите од моето детство. Ние сме порастале во Сарај. Значи ова е Сарај, ама тоаш во црно-бела фотографија. Значи, јас пак ја кажам дека тогаш нешто не ве носеле вас вашите родители во Сарај било каде. Тогаш ве носат по старите деца од ваша улица. Ве носат и они се грижат за вас, они ве воспитуваат, они се прават, што не е случај денеска. Да, кажеме точно. тоа, ја повторно ќе кажам преубаво детство. Да. Имаме уште нешто од вас? Да, ова е смисо репрезентација во Прибој, ова е женската штафета. Тука е Марина Дамчевска, која што беше рекордерка на Македонија, мислам дека се уште е рекордерка на Македонија во седмобој. Значи, она беше член на југословенската атлетска репрезентација, што не е мал успех да го постигнете тоа. Другите се ретки, едната колишка да не можам да се сетам. Тоа е нашата штафета 4x100 на тромеч. Тогаш организира често пати тромечи Србија, Црна Гора, Косово и Македонија, пошто квалитетот на атлетиката ни беше во тие рамки. Словенија и Хрватска беа многу понапредни. Добро, завршивме или? Да, ова сме со мојот сопруг на некоја прослава, некоја свадба, некоја семена. Така, мислам, еден потежок период во мојот живот, значи првата година бев како од катапулт исфрлена, од катапулт, значи нешто неочекувано, зашто беше толку пон со живот, толку пон со планови. Мислиш, сега му почнува животот, сега, меѓутоа, не знам сега кои се причините, што како, дали вакцини, не навлегувам у тоа, не сакам да коментирам, меѓутоа, повеќе зборувате за емотивниот момент, еден месец се боревме сите и на крај се случи тоа што се случи. Јас секогаш сакам да кажам дека животот е Божја работа. И кога доаѓаме на свет е Божја работа, и кога си одиме од овој свет, меѓутоа потребно е, пак ќе се вратам нова со Наташа што го разговараме, значи навистина е многу потребна е поддршка, јас се сакам да кажам мојата поддршка во тој период. Значи јас се најдов во една ситуација, тоа се грижев за мојата мајка која се најде во една тешка дементна состојба и Боже, викам, Боже, како да се излечам јас од оваа ситуација, кога сум била најсрекна и се вратив на детството. Најсрекна бев со моите 4 другарки, што се Ѓуле, Лиде и Сузен. Ние бевме 4 другарки и мојот другар, да го спомнам, Мики, он е 10 години помлад од мене, престојува во Америка, меѓутоа нонстоп сме во контакт. Ја реков и братучетка ми Сунчица што ја ова и да спомнам Божурка. Тоа ми е другарка од спортот. Со неа се запозна во спортот, ден денеска сме другарки. Значи тие неколку особи мене
буквално ме крена. Буквално ме крена контакт. Оставиле сериозна трага во вашиот живот. И сериозна трага, денеска сме во контакт и многу сум им благодарам, многу. И затоа сум денес како што сум. Да, јас ке морам на сите да ви се заблагодарам за гостувањето. Се надевам дека ви беше пријатно, дека испративме навистина силни пораки со сето она кое што вие го кажете и ви посакувам многу успех во се што правите. Ви благодарам и вас. Ние продолжуваме со кратка музичка пауза, а веднаш потоа се враќаме во студиото.